Јас имам едно прашање. Вчера во јавноста протекоа некои нови снимки во кои што се претпоставува дека е сведокот во Лепкев или обвинетиот во Велиќа во Секамчев. Во него има голем број како горе на како гледате на овие снимки? Да, имав прилика да ги слушнам, иако избегнувам такви разговори да слушам, но имам обврска тоа да го правам. И може би за прв пат видовме и разговор каде што се зборува за насилство и кон семејства. Не сакаме да преюдицираме. Ние, особено председателот на нашата партија, измина период во кој заканите беа секојдневна работа. Закани кон семејство, закани кон блиски. Не сакаме тоа време да се врати. И очекуваме институциите кои што се задолжени и за безбедност, и за анализи вакви, и за истраги, тоа да го направат, а не да преюдицираме или да предпоставуваме ние од страна. Меѓутоа, ако се прашува СДСМ, ние сметаме дека времето на насилство е зад нас. Направивме се ова што треба да се направи и во поглед на НАТО, и во поглед на внатрешна демократизација на нашето општество, за да никогаш не се повтори. Жалам што не сите го сваќаат тој сигнал и таа порака. Дали овие разговори, овие закани, може би е некој чинна нервоза поради и најавите дека е можно отворење на судски процес за незаконско финансирање на главната на председателските избори? Јас не сакам да ги поврзувам работите без да имам аргументи, меѓутоа се уште очекуваме одговор на многу едноставно прашање. Како е возможно една партија која што учествувала на председателските избори да ги заврши изборите, да остане должна 300-400 илјади евра и никој да не реагира. Ниту фирмите на кои што им должи, ниту самите тие. И да сметаат уште дека е тоа во ред. Еве, ве повикувам некој од вас, некој од нас да отиде и да побара услуга или некој тип на стока за 400.000 евра и да речете после сега не ви го плаќам. Ке молчи другата страна. Дефинитивно таа истрага ќе ни објасни, предпоставуваме, повеќе за линковите помеѓу одредени приватни и бизнис интереси и политичката партија која се уште е раководена од Будимпешта.